Леле, па вака ли најдовте? Се што подразбираше тој интерен циклус. Ова е глупост, интерен циклус. Ајде поново, ке се сеќава. А шо ме праша, са заборев. Толку блок. Не, чекай. Чекай, убаво да биде сега треба. Значи, стварно треба да ви барам хонорар за ова. Како би му било тоа на ромски? Чудно ќе звучи. Ајде да се возбилиме. Професионалност во новинарството. Знаење, второ пракса и трето професионализам. Не во амала, не во џанзипе, не во култура. Дисциплината. Еден почеток на една добра кариера, барем за мене. Енергија, комуникација, пракса. И тоа фрлање во оган во текот на целата учебна година во МИМ ни помогна, ама навистина многу. Еве сега сите колеги, колку што ги следам, сите сме некаде раштркани по редакциите. Точно мундаме констатусе мими још ни басе кът професион сепсе нук мундет ни газета të bëhet pa një praks të mirë, pa një praks të bukur. На еден реален начин, ја на новинарите, мислам на студентите новинари, им ја прикажува ситуацијата со која што може да се соочат новинарите на терен. Се појавуваат тие искуства што таму ги стекнував како патокази, како фини алатки што ми се наоѓаат во секојдневниот живот професионален, во пишувањето, во скенирањето на теренот кога сум тргнат на теренско истражување, во расудувањето како новинар. Научивме да ги гледаме работите од поаналитична, да бидеме поаналитични во работата. Бивајќи поаналитични во работата, научивме да бидеме и поаналитични како луѓе, па да не ни се случуваат работи кои што се секојдневни во македонското новинарство, а тоа е површност. Но најдобро зборуваат за тоа какви се придобивките од едногодишната школа за новинари, коментарите кои многу често моите уредници Младен и Боријан ми ги даваат од типот: Сашка, Прилогов вака не, у МИМ сигурно вака не те учеа. Она што нашите тренери постојано ни го повторуваат, дека треба да бидеме непристрасни, треба да бидеме објективни, дека секогаш треба да ја дадеме право на другата страна да се брани, да бидеме честни и кон себе и кон јавноста. Веројатно тоа е што секогаш се присетувам додека работам. Се разбира тога чувството за одговорност пред јавноста за која работиш и која ја заслужува вистината, која ти помагаш да дојде до израз. Оно што најмногу мене ми користеше, тоа беше начинот на размислување, односно пристапот кон работата, како таа се организира. Како треба да се комуницира со сите тие медиуми, со сите тие луѓе, како функционира тој свет. Пласирањето на сега од оваа страна на пиар информации во медиумите, стварање на контакти, исто така сретнување секојдневно со луѓе кои што се од мојата фела, кои што сега професионално веќе ми помага да ми биде полесно. Студирањето на овој факултет ми помогна теоријата да ја совладам и практично. Начинот на учење и практичното усовршување на факултетот ми овозможија полесно да се снајдам во денешната моја работа. Го добив ова работно место благодарение на МИМ, искуства кои ти помагаат во новинарството и пријател. А кај заврши за во факултети, кога одма шанса негде те ухјавки буци, а када на најте значи дека само диплома си има, када си дека добинзум џанзи петаро и школата ромим. Лично за мене представуваше и дом. Некогаш ќе се скараш, некогаш ќе се налутиш, ама секогаш на крајот знаеш дека ти си таму, ти си делота, ти припаѓаш таму и секогаш завршуваше со насмевка, со дружење и се разбира со забава. Тоа во МИМ беше одскочна даска. Во голема мерка придонесе да созревам како личност и да созревам како професионалец.
Па МИМ и Високата школа за новинарство и односи со јавноста, тоа е едно фино местенце. Неверојатни дружби кои ќе ни останат. На сите ги повторуваме нон-стоп. Немаше да ми биде криво уште еднашка, што викаат да понавljам година, уште еднашка да учам во школата, затоа што навистина искуството ќе го паметам и ќе го раскажувам до живот.